Не, ама е мрсно. Лепа чашка. Пази. Да си има шанси, бе? Како го пиеш литро јогурт? Пие литро јогурт. Припрема за последниот бурек. 1500 лајкови ако има видеото, правиме парт 2. Се извинувам. Ама не е до тоа дека не можеме да го изедам. Можам да го изедам, ама и да го јадеш не се јаде. Па во едно се согласуваме. Шо? Па во последно место. Само тоа. Здраво сите, добро дојавте во моето ново видео. Денес го бараме најдобриот бурек во Скопје. Конечно дочекавте да се снима и тоа, ме пукнавте. Конечно бурек ќе бараме, се надам, затоа што снимаме средина на јули, се надам дека нема бидат пола затворени на колективни одмори, тоа летно време најмногу се плашам. Тука сум денеска заедно со Сторе. Здраво на сите. Представи се. Па мене ме знаат од Квики, фактички од позади маскота. Да, тоа Саша никај не знаеше дека си ти. Сега ме знаат вака уживо. И го знаете од Among Us сега. И од Among Us, да. Од Among Us, кај што глумам као детектив ги откривам. Така да сега кадеме бурек денеска. Детективски треба најдобриот бурек да се најде од Скопје. Да. Кога ставив стори на Инстаграм, го кажеш како лата. Иначе снимаме со бајлечки од 9 сат со бајлеч. Таман за доручек ќе го бараме најакиот бурек. Ставив стори, волку предлози немало до сега никогаш. Имав да бирам од едно 50 места и јас стварно не можам да одберам како да одбереш 5, ама сепак гледав да ги одберам тие 5 што се најпраќани. Денес одиме на 5 од нив, па мислам дека ова е тип на видео што ќе мора да се направи парт 2, парт 3, па ќе видиме. Сакаш бурек со сирење или со месо? Па зависиш како сакаш да почнеме. Поише калории има месо сега. Не, ама сите треба бидат исти. А со компир има ли? Каков компир? Значи бурек или месо или сирење? Па сирење е полесна варијанта, месото е малце потешка. Сакаш да почнеме со полес? Најбурек што ти е најбурек? Ај со месо, зашто сирење може да не пресече. Сиренцето што од старт. Дали бурек со месо е нека најстандарден бурек? Па да. Бурек бараме да е мрсен, ама не премрсен. Да. Бараме да е крцкав, ама не изгорен. Така. И бараме да не се штеди на фил. И да не е тесто. И да не е тесто. Да е тесто, ама да не е тесто. Инаку почнавте некако овие видеа многу сериозно да ми ги сваќате. Апел до сите, значи ова е наш вкус, не е суд главен дека кажуваме за сите дека таму е најдобро, туку секој си има личен вкус. Нас кај најмногу ни се свиѓа, тоа е само наш вкус. Вие појдете на сите 5 места и сега да пробајте. И да кажем уште нешто, дека ќе се спремаме за 31 август, односно 31 август, не знам дали знаеш дека е денот, светскиот ден на буреците. Сериозно? Да. Ја мислев дека е денеска, ама некој си го ставил денеска као свој датум, ама 31 август е мислам дека светски ден. Тоаш можеме парт 2. Парт 2. Да го снимаме на светскиот ден на бурек. Може. Ајде да јадеме. Ајде. Стигавме. Прва локација е Кисми. Јас се надам дека не утнав, затоа што ова има како 5-6 локации низ цело Скопје. Ние сме у Тафталиџе. Ја го. Пекара ванила кисми. Ја го знам како кисми и сите ми го пишува како кисми, не знам што значи ванила. Можеме ли да поминеме тука? Го лепаш чашка. Пази. Стигнеме пред бурекот. Ајде. Одиме. Браво, здраво. Здраво. Сакаме 2 четвртинки со месо. Ја мислев една ќе ја делиме, да не е многу. Абе како? Не бе. Не, извини, 2 осминки нека биде. 2 осминки. Цело време го мешам тоа. Ево Стефан нарачува бурек, 2 осминки. Хвала. Хвала. Ево Стефан. Ајмо. Дали ќе се покаже кој келнер? Ти беше ако се сопнам да Ама сутавам тука. гледаш ти дада лажичка и вилушка. Да, бе. Лажички и вилички. Замисли јадеме на ова, асфалтчево позади и пропаднеме ова шахтава, дали што е да капакот да се отвори. Ево бурекот, првиот бурек стигна. Вака добро изгледа. Па да ти кажам, на гладно све изгледа добро. Да, првиот мислам секогаш најдобро го видам. Само дали сме расонети да го оцениме, тоа не ми е јасно. Абе не земавме јогурт бе. Ама јогурт после со 4 буреци 5. Со сите буреци или јогурт ќе зимаш? Ај. Ај на гладно вака осети го. Без јогурт. Чекај да држиме. Ја рамно малце. Колку се тресе масата. Знаеш што малце да ми фали да ми е посолено. Многу е тешко кога е прв, затоа што немаш претходно со кој да го споредиш да кажеш мислам дека доволно е крцкав за полн, па вајде е доволно полн. А можда е малце да ми е стух. Ај кажи ти мислења па ќе споредим. Не сме нешто ние стручњаци, ама ај ќе пробаме да. Ја немам јадено одамна. И ќе земеме малце од покрцкавото и тестото малце да видиме.
Без месо е ово. Без месо зема? Ова е тоа. Даш кората е добро испечена, крцкава е, ама не се рони. Да. Има некоја мрснина баш од згоре убава. Тестото е баш така вкусно како за бурек. Не е она мрсно да ти се залепи. А јас сум стручњак, сум викнал со мене. Јас стручњак сум викнал со мене. Е, сега. Како оценува? Еве ти малце мевце. Сада да видиме тесто со месо како вкус има. Бомба. Сварно? Не сварно не е мрсно, убаво е за јадење. И вака да го јадеш на сабајле, пример, не е, иако е негде околу, не знам, 150 калории или 100 калории, дошол сминка, да беше четвртинка, Како успеа да го разглобиш у калории? 250. И убаво се джвака, не е она како, Не ти фали да е малце поише солено од тебе или не? па може да е посолен. Сакаш и нутриенти да ти кажам. Ова има околу 4 грама протеини, само има масти околу 7,5. Мене ми се свија. Баш тоа масноста да не дека не е мрсен, не е тука да не е многу па сув. Да Па, не не може, знам. треба да е малце помас. Знаеш како, пробај, извади ја кората, земи го тестото и само пробај го пример со месо. Е вака. Врв. Лесен бурек е ова. Не го осети како го изведов. Најдеш кој дека е прв, ама ја мислам дека пак кога размислувам за оцена, ми фали чак да е некако помрсно. Мрсно, а? Знаеш Фали да како? е помрсно и некако ми кога да ми треба да е по солен малце за мене. Може само мој вкус тоа. Знаеш како ќе видевме дали е мрсно? Да ми го ставеше у хартија. У Да. хартија да ги видевме. Вака сега по тајнирот. Нема, не. Оцена од мене 8. Солен 8. Време за твојот суд. Да оставиме простори за другите. 9,5. Значи може да таа половинка или уште еден фали за нешто, ама не што ига Стефан. 9,5 од тебе. Да. Него му се бенди се скрос. Значи лесен бурек. прв. Дека прав. Гладен сум. Не, сварно лесен бурек. Нема мрснина. Тебе малце ти фали? Да. Значи ако сакате поздрав бурек, Ет, протеински. Овде второ место е уствари многу близко до ова и се вика бурекджилница Оки. Јас за тоа прво слушам кисми пример ја знаев, али Оки не знае. А многу луѓе пишавте Оки, така дај да видиме што е. Инаку морам да кажам уште на почеток затоа што извини. Очекувам коментарите сега да бидат многу буцко, да поминеме пешачки само. ќе не згаси. Како летаат богами. Проблемот со буцко во Маđари што го пишавте многу од вас е дека отвара дури у 6,5. А ние снимаме со Бајлу 9 и е единствена бурекджилница што од сите што не е отворена. Така што еве буцко ви кажувам ќе го оставиме за пар 2, па тоа да снимаме некако навечер затоа што многу голем дел од овие бурекджилници затвараат веќе у 2-3. Така да кога ќе работи буцко многу од овие нема работа. Па ќе треба некако така да го испланираме нареден пат. Се извинувам, знаете Оки бурекджилницата каде? Оки? Не, ова шо е? А, ова е. Пишува? Да. А, како Оки. Правац, ние тука сме били. Па ние тука сме. Ова да го земеме, па ќе да го јадеме тука некаде до близина, да. Може. На клуб. Тука на ова бродскиот пот. Добар ден. Здраво. Сакаме две осминки со месо. Со месо, добро. Да. Фала. Фала, чао, Фала ви, чао. пријатно. Еве, клупно. Да, Поскаливе лево имате секој клупен. важи, фала многу. Пристојно услужено. Препорача И дури услугата е кај да оценена. јадеме. Ај, презентирај. Ајде, јогурче. А ти не За ги, Стефан, он не, не јас ги. не. Чува малце помрсна, еве за тебе. Тоа добро изгледа. Од кога немам јадено осминка, еј. Мислам дека од основно. Ај сега ти прв. Ама топол е. Затоа рече прв ја. Не, овој ти е мрсен. Мрсен? Мислам за тебе сега. Ама тебе ти смета или не? Да, се додека е храна не смета. Ја не знам што лошо ќе најдеш у бурек. Освен што има многу мрсно. Тоа рачуне ние ги бираме 5-6 кои Да. најдобри што сите ги препорачува, така да Е, сега сите мислам ги дека, бидат добри. знаеш како тука, дали потопол сега го добивме, дали е свеж, дали е тазен. Таму беше малце како не ладен, туку онака баш да не ти смета ако е топол. Овој тази излезен сега да. Да. Дали пример ако е топол можеш да го осетиш пример дека има некоја мана. Тоа ми е прашање. Нели ако е пример по ладно, можеш да се фокусираш повеќе да на мевцето, на кората, а вака ако е топол, јадеш само џвакаш и голташ. Кора како кора, крцкава е. Малце ова е попечено, мислам дека. Ќе видиш и ти. Дали ти е посолен или не ти е? Па да. Значи овој мене изгледа повеќе ми се свига од ова што слушам до сега. Да, ова е коментари. посолен, дефинитивно. Има тесто, малце така повоздушен. Воздушест? Да, повоздушесо. Голтав за тоа. Месце има, коричка има, па горе доле јас знам што би го оценил. Имаше ти простор, ајде. Не кажувај оцена да не ми влиеш. Ајде. Тоа е топол. Топове. Одма е помрсен. А тоа мене ми се свига. Зашто не е претерано, ама така. Многу менја што е потопол. Да, ти кажав. Може те тера да јадеш, нели? Те тера, земи уште едно, земи уште едно. Размислам што е тоа што ми фали тука. Да е топло.
Да ми се загриза нешто бе, си сложи. Не бе, топло ми е. Ми е по солен, што го барав од другиот, и ми е по мрсен, што го барав од другиот. Тестото, мислам дека може да е уште по душа. Се осеќа малце како така тесто. Пробај Уште само не сум тестото. онака воодушевен за му дам 10-ка. Така? А мене пак ми е за нијанса подобар од тој. Мене. Овој? Да. Дека е малце помрсен и посолен, така? Да. Ја ќе му дам на овој 8,5. Оставам се уште просто нешто да ме импресионира, не сум импресиониран се уште. Сакам некој да ми биде толку добар што ќе кажам, ова е 10. Некако сакам натре онака да ми се, не знам како да објаснам. Спојат сите работи. Да. И под душа да ми е ова тестово. Главен сут. Што му фали? Јас сум така помалце за сол, за натрим хлорид. Малце ми е пресолен. Пресолен. Да, веројатно пример ако земеш јогурт или земеш вода, ќе се неутрализира тоа. А тој бурекот таму што го јадев, тој ми беше баш онака погоден и со сол и не беше толку мрсен. Некако ми е многу потестесто. Да, ама тој внатрешниот дел, така. Подебели корени. Овој што е малце површинскиот слој, тој е малце покрцкав. Ево што е површински слој. Еве ќе тука кај што е месото, тука е малце подебело. Еве се гледа. Ама има поише мастрав лега сега да. Ја би му дал сега 8. Не дека не е убав е стварно вкусен е, само за тие што сакаат повеќе така посолен да биде и малце помрсен. Два поминав, немам уште цели 3 да изедам. Да ви споделам дека на сторијата што го имам ставено, Моника Потар од претходното видео она го пиша Милениум. Така да еве сега ќе идеме следно на тоа. Она вика дека најдобриот бурек во Скопје е во Милениум. Да знаете. Да изчистиме Елефанта. после нас. Сегогаш фрлајте си го своето ѓубре. Се паркиравме, се надам дека ќе си ја најдам после колата. Кај сме? На улица. Кај сме? Го бараме. Милениум. Да видиме за кое место Моника вика дека е најдобар бурек во Скопје. Вака може да се најдеш колата, со бришачите. Вака исто. Многу е жешко. Многу е жешко. На ова жешко бурек не се Тежи буреков, Многу поготово време вториот. Се снимаат сладоледи, се снимаат што друго ладно. Не се снима буреци. Со кој памет у најтоплиот Дајте месец. ладно. Ма требаше зимно Еве ти го време да Милениум. снимаме. Сме. Кај ги јадеме тук? Бурек со месо има? Дајте ми 2 осминки. Тоа е тоа. Заборавме нешто многу клучно, да кажуваме цени. Ја ги памтам. Ова сега беше 90. Првото беше 80, второто што беше 100. Беше 100, ама Ама кута со јогурт. Така? Па минус 20, то билиме. Нервира ова горе, гледаш? Еве луѓе колку е топ. Знаеш што забори ти? Знаеш ли што забори сега? Јогурт да си земеш. Не, Не, ама е мрсно. он не може веќе мрсно. Сега можам више да гледам вака мрсни хартии. Ја, добро. Да. Абе, велјушка сакаш? Ношче? Не знаеш? Може? Земја. Овака изгледа. Извини, ако може 2 прибори велјушка ношче. Како? Аха, немате за тука зедење? Добро. Гледаш. Нема. Што нема? Нема прибор. Тој како нема пример? Нема прибор, не служи на прибор. Со рац. Не па со раците, што ме тоа предизвиката. Некако најмекиот до сега. Баш е мек. Се топи уста. Месото е чудно. Другачија тоа што го јадат мили позачине да, така? Да, тоа да позачине до месо. Позачине да месото. Ама се топи уста, многу е мек. Да. Ова требаше второ да биде. Тоа второто на крај. Прво месо кој има некој зачин, што не знам како да го опишам. Ова е најдобро до сега, за мене. Ова конечно ми се свига кој да кажам нешто. На соленото? Соленото? Е солено. Така? Да. Поише од второто или помалку? Највише до сега. Највише се? Ама некако гледај, солено е, ама одговара да е солено. Да. А тој вториот солен беше, ама не одговараше да е солено, зашто тестото беше така по тегаво малце. Тука искрено најмногу му се свига тестото. Значи нема апетит за трет бурек, ама ми се отвори сега. Има тука некој специјален зачин, што го става во. До сега у првите два го немаше да зачин. Имаат некоја тајна тука. Има тајна, да. Види колку месо има човече. Што тука сварно се те работи за месо, а не се работи за тесто поише. Да. Као сминка, замисли четвртинка. Единствено што мене вака ми смета што скоро сега го изгледав, ми е што е малце пресолен. Да, Иако е трет, најмногу изжарав до сега. да. Он мене 9,5. Само тоа ми смета малце што е малце пресолен. Па ја така ќе ги оценувам. За мене кората 9. Кората е најдобра за сега. Да, 9,5 за кората, тестото исто, 9,5, месото 10, месото е врв. А главна оцена? Главна оцена 9К.
Уште ми е тоа првото. Првото му Протеинско ми е. Жими зем. Тоа значи на тоа. Сакам да откриам некако. Побаре го мајсторот праше го. Сега ќе прашаме чекам. Стварно ми прашаш? Да. Се изминам да прашам. Ние зашто јадеме вака бурец и оценуваме. Што има во месото? Што значи нема малце што е посолено така? Океј. Значи вегета, бибер и сол, брат. Изгледа вегета, да? Да. Бибер, сол и дека сите. Е сега вегета, не знам, там се става, не? Може мајсторот знае нешто, ама неќе да каже. Идеме, имам уште два. Како не знам. На ова топло, знаете колку е тешко да се јаде бурек, ама ова ме воодушеви, ова некако мене ме врати у живот. Ја мислам дека за помалку од минута го изеде бурекот. Да, идеме. Луѓе, сега идеме следно Буњаковец, Беки. Е тоа мислам дека исто се рачуна за еден од најдобрите буреци во Скопје и многу луѓе исто така го имаат пишано, а јас и претходно го знам. И него кај него ми е највише мерак ако можеме некако да го прашаме, да ни покаже како прави бурек, освен ако не ги прави сите са бајле, па сега да не може да ни покаже. Ајде. Да бараме. Разва. Треба да до некоја рибарница. Ова да не е. Не знам што значи унатре, ама тука треба. Ова? Еа, Беки. А, пишува? Беки, да. Здраво. Браво. Ние сме за 2 осминки со месо. Само кажете, постои ли шанса некако да се сними процесот на правење на бурекот кратко или не може? Сме закаснили? Да, немам више завршија со правење, Да. ама ми е потребно испечено за денес. Добро, нема гајде таш. Иначе не е проблем. Предпоставивме дека може да сме касни. Колку треба? 80. Еј, како у кафана е. Кафанс, од нога. Многу ми се свига што женичката е толку слушна и онака не ни нуди ако сакаме и утре да дојдеме за да покажеме, ама добро. Исто како да ни покажале како се прави. Немам сила у мене за бурек веќе. Немам веќе. Не, најмногу, ај што е тешко да јадеш бурек. Жешко да не знае да што прави. Абе, како ќе знаеш дали од денес или од вчера? Ќе се осети. Од денес гледаш Од го денеса? правеле до 12-1 реч. А, да. Се избави. Па, добро изгледа. Не нешо, ја гледам лубеницата и си викам има надеж или патиџанот, ако нешто се деси да загрижам од дома. Битно пазар си можеш да се спасиш. Не си на отворена некоја клупа. И да ти се слоши, па има некој тука да те придигне. Лубеница. И сега дојдов до месото. Како ме гледа жената си, ка само кажи нешто. Е, тука ми доаѓа некако многу солено. Ја третото што го пробав посолен здравје. Овој ми е таман. Не е тука толку солен кон третиот. Ке се вратиш и на првиот, пак. Ке кажеш најубав, не неутрализираме. Да, со јогурт ама го се изгасиле. Така? Ама па ти 5 јогурта да испиеш и 5 бурек, Нема шанси. нема шанс. Тоест има шанси, бе? Како го пиеш литро јогурт? Пие литро јогурт. Колку што 80 денари. Значи, прилика сега беше толку кај платевте 90, но предходното, нели? Значи, ствари најскапо е тоа. Значи, тука тестото колите се топ. Да, ама гледаш дека тестото е малку потегло. Да, не, за тесто ми победуваме на третото место. Многу ми беше душа и се топеше уста. А многу добро ја овој. Не е толку тегаво. Не, не е тегаво. Во средината не е, ама по еве на крајот више, знаеш, корите. Многу ми е близко до претходното. Така. Многу ми е близко. И јас на ова морам да му дам иста оцена како претходното. Па на крај ќе се, ако петото не се деси да ми биде чисто десетка, ќе морам на крај да одлучам кој ми е боље. Али сега 9,5 на едното. 9,5 му дајне претходното, така? Да, претходното не ова. Месо има доволно добро е подпечено, не е толку солено како претходното, само малце не ми е толку меко како претходното. Тоа само ми фали. Многу е мало разликата. Ја морам да му спуштам една оценка за тестото, 8,5. Мислам не една пола. Е колку му даваш? 8,5. Нака е 9 тука не. Да не бидат поисти сега, 9,5, 9 и 8,5. Не ќе му поди првото, значи може. А ја овој го изедов, гледаш? А претходниот не можев да го изедам. И му даваш колку му дава 8,5? 9 ќе му дам. И еве вода има Дечко тука. мајичка да не ставаш си купиш нешто. Може- Таза кори. Кило сирење. Извинам се, пие вода? Припрема за последниот бурек. 4 буреци, волку буреци у живот нема изедаме. Кога последен пат пред ова имаш еден бурек? Пред идам за Грчка ми донесоа со сила. Со сила, од каде? Сега не е на сила. Не беше од силво.
Негде или од Силбо беше. Не ми текнува. Кога збориме за Силбо, сега идеме на Силбо. Да, се иде на Силбо. Јас мислам дека Силбо е overrated пред цената. Не, јас кога збориме за Силбо, мислам дека најмногу мене ќе ми остане асоциација за Силбо, она геврекот со сланина. Ау, да. Оној дебармалскиот ги имаш пробано сендвич. Има еден дебармалски да, многу добар. затворен ше? Има друго нешто кое е корола вано со сирење и пиперка. Тој го немам. Ама дебармалскиот памтам го имам пробан. Значи Да. дебармалскиот и Силбо геврекот и мене. Шала на страна имаат многу добри работи, ама дали за бурек се најдобри и дали воопшто треба да се увиде видеото, сега ќе видиме. Али многу од вас пишаа Силбо, така да ради вас го ставам и Силбо за последно во ова видео. Па вие во коментари пишувајте други предлози, други места, па ако сакате парт 2. Ако ова видео собере колку илјади лајкови ќе има парт 2. Колку илјади? Може колку илјади? 1500. Ај. 1300 прелазно. Преелиминарно. Не, 1500 лајкови ако има видеото, правиме парт 2 и пишувајте у предлози, у коментари предлози за други места. А да чуете дека оние имаат сега најтешката задача да што е последно. И тоа нешто, сега идеме на кај колку е сат, на кај 1 сат. Сега више готов, буреците више не се прават. Може и оладе некој да фатиме, а не може да ги фатиш сите од сабајле. Тука има зам јогурт и вода и се што нудат. И од апче боза ќе се направи. Знаеш дека немам пробано у животот боза? Немаш проблем? Па еве сега ти е шансата. Имам мирисна, ама немам пробано. Боза ми е едно од оние работи кој пача што никад нема пробано, мислам. Не, пача сум пробал и не ми одговара Сигурно. на мојот организам. Бурек одговара, ама пача не. Абе, сакаш ти јогурт? Дај за последно. Панирите, респект. Јаго. Ова трепка од некој светло лошо. Али изгледа вако. Како ти е болje да јадеш со прибор или на нога? Вака ми е боле за да не се правам лом, али па некако бурек ми е поише да си го гризеш онака. Да, не се сеќам. Ај пробај па да видам дали ќе го помислиш истото што ја го помислувам. Сонено е. Не, ај. Има различен вкус. Месото. Најразлично од сега некако. Не, па имаат мерудија стајано или Што е тоа? не ми се верува да е босилок ова, а? Тако некој вкус ми има. Многу чудно. Многу чудно вкус има месото. Кожите тестото е окей, али пак е по-дебело тестото. А може и месото да е такво, да е, не знам, мешано нека, јунешко со... Јас тоа прво помислив, Така? да е некој мешано месо. Чекај се, да прашам. Ке прашаш? Не, он нема гајде. Се извинувам. Да прашам само дали знаете месото кои зачини ги ставаат? Сол, бибер, друго има нешто ставено, вегета? Не. Или такво е месото само Гриво, може веганичка што стават, не знам да ви кажам, ама само сол. сол? Сол и бибер. Да не стават нешто, па има некоја мирудија убава, ама не знам што е за тоа. О, не знам. Можеш да ги прашаш случајно да... О, не знам. Па, нема да го дадат. Не, добро, дали е босилок нешто таков некој убав вкус? треба, да. Може така? Мисија полуспешна. Што ти кажеш? Па сега они да си го заштитат, нели, нема да ги споделат сите информации, ама Ти што ја прашаш? најверојатно ја праша сол бибер, знаеш основното. Вика па тоа и викам да не е нешто различно месото до тоа што е убаво така на вкус. Ти рече така убаво така е? Па има нешто, викам да ги прашаш, а не може. Не може, а? Може да е босилок, може да е малце само. Ја мислам дека е мешано месо нешто. Не мислам дека е некој зачини или нешто. Мислам дека самото месо е некој различно. Не сум сигурен што мислам, размислувам. Тесто како тесто не ми се топи како претходните две и е по-дебел. Со тоа веќе паѓа на 9. Со месото што ми е многу чудно и различно и дури самава боја ми е чудна, мене ми паѓа на 8. Дури може и 7,5. Што ја мислам дека ова ви е 5 е најслаб. Од мене 7,5 и со тоа пробувајќи да бидам онака Дори знаеш што тој вториот што беше така по-мрсен, по-солен, боле ќе искочи да ој. Да. Така? Да. Едино нешто што е убаво е, На сите други Според 4 мене- места правиме подобар бурек. да, ама едино нешто што е за мене боле тука што има многу месо. Она да те засити, Да, ми самото месо не ми е вкусно. да. Нешто ми е многу чудно. Чуден е бурекот, бе, стварно. Чуден, значи многу чуден. Јадеш кога да јадеш бурек, Од како си пробал 4, не е до тоа дека ова е 5, туку стварно многу различен од другите. ама не е до тоа дека не можам ја да го изедам. Можам да го изедам, ама и да го јадеш не се јаде, тоа со сила да го јадеш. Која оцена која е? Ја мислам исто 7,5. Максимум 8 заради месото,
Многу е различно ти да јадеш еден бурек и да го оцениш, па друг пат да пробаш друг. Многу е поразлично да земеш како нас и у 2 сати ги пробаш сите. И тоа најобјективно може да се оцени кога буквално 2 сати ти ги јадеш сите пет. И прв бурек да ми е овој не се јаде, многу е тежок. Луѓе, ја да пукинам морам нешто да кажам. Нели појдавме наму, има онакво за стикување вода, како се вика туба. И чашка сам да се земеш вода. Ние сме 95% сигурни дека таа вода не е кубечка, тука не е онака вода, туба вода, вистинска, туку дека е полна со чешма. Значи ние пробавме водата хлорно цел сега леги. Ова е вода чешма. 100% е чешма, прикрајте камера. За финалниот суд. Финален суд. Ја и ти сме многу Ние ќе дајме различен победник. Мислам дека тоа ми се нема десено одамна. Сега размислувам и одамна ми се нема десено да има различен победник, а сега осеќам дека ќе биде различно, ќе видиме. Сега бидеш прв или идам ја? Ај ти. Силба ми е дефинитивно последно место. Мене дури на четврто место ми е првото место. На трето место, ова вака никад ги не би реагирано по место. На трето место ми е второто место, Оки. И сега меѓу прво и второ ми се Милениум или како се викаше? Кисми? Не, Кисми првото. Како се викаше? Беки. Беки, Беки Соки го смешав тоа. Беки или Милениум. На двете им дав оцена 9,5, што да ми е пресудно. Знаеш, јас секогаш некако почитувам кога работите ми се малку различни, иако сега оценуваме бурек стандарден, ама некако најмногу ми се издвои Милениум по тоа што имаше нешто кога го пробав ми се деси нешто друго. Некако одма бев ко што е ова? И најмногу ми се топеше уста и мислам дека за некоја мала нијанса ми е над Беки и јас од овие 5 места викам дека најдобар бурек во Скопје има во Бурекджилница Милениум. Тоа беше кај што бевме у Третот, кај Млечен десно. кај што нема прибор. Па во едно се согласуваме. Ушо? Па у последно место. Само тоа, Само последно место. Не, дефинитивно последно место Силбо за жал ме разочара. Мислев дека ќе јадеме добар бурек, го оставивме за последно. Четврто место, второто кај што бевме, преку улица. Оки, да. Оки. Трето место тука кај што бевме сега, Стварно? пред Силбо. Беки. Да, Беки. Второ место Милениум, така? Да. Сега ќе кажам зошто, затоа што на првото место кај што отидовме, не знам зошто, дали бев многу гладен, што немам јадено од вчера, се чувавме за буреците. Не ми беше мрсно, не ми беше солено, ми беше топ, месо, све внатре беше комбинација супер и затоа го ставам за нијанса, значи 9,5 беше со 9, така да мислам дека протеински бурек најдобар во Скопје има во Кисми. Ако сакате вие да јадете убав мрсен бурек, Не е мрсен. посолен, па нели ти рече бурекот треба да е мрсен. Добро, малце А па мрсен. не беше Добро, Кисми. Не бе Кисми, за Милениум збориме. Ако сакате да јадете убав таков бурек, сте љубител на бурек, не ќе те многу, мислам, не сакате да биде посув, сакате малце помрсно, тогаш Милениум ќе иде на прво место, се согласувам со Стефан. А за протеински бурек можам да прогласам Кисми. Затоа гледаш сите имаат различни вкусови. Него победи Кисми, што мене ми е на четврто место. Чекај за крај. Што за крај? За крај чекај. Зашто ја бев на Квики, да го немам Квики, ама носам нешто друго. Лино е веко. Лино. А зашо е ваков како да Арабија да е? Е ова е шеик лино. Шеик Го лино. зема под рамата, иначе беше на Сериозно? промоции, го зема под промоции со капа. Фала Столе што ме дружиш ова видео. Мише, фала што ми го напред денот убав. Ќе ме пцуваш до вечер. Не ме працувам, сега испив една чаша лимонада ми дојде душата на место, иначе беше критично на третиот бурек, ама четвртиот ме дигна мене. Ја не знам како нема да јадам ништо до крај на денот. А? Сега колку е 1 сат. До крај на денот нема. Вечеру Буцко. Хуша сипа. Буцко луѓе мора пар 2 некако да го склопиме. Ќе видиме. Ја мислам ке има пар 2, се надам дека ви е 1500 интересно. лајкови на ова видео. Мора да Обавезно. ставите, да. Линк имате доле од Столе. Столе ни се појавува нов, така може да се рачунаме Па дека може се се рачуна, појавува да. нов. Дајте му подршка, субскрајбнете се на неговиот канал, лајкнете ова видео зашто видео, субскрајбнете се. Да се гледаме следното видео. Пост.